Почнуваме токму од Чаир, каде се очекува една од најголемите изборни битки, но и место каде што се очекуваше политички набој. Маја Стојановска е пред едно избирачко место. Маја, како изминува гласањето? Тања, како што кажа и ти, на нешто помалку од 1 час од крајот на овој изборен ден, можам да кажам дека овде во Чаир, барем каде што ние се наоѓаме во основното училиште Васил Главинов, се уште има голема фреквенција на граѓани кои што доаѓаат и го остваруваат своето право на глас. Како што кажа и ти во јавноста, иако имаше загриженост за евентуални инциденти овде, барем од информациите што ги добивме ние од членовите на изборната комисија, се тоа дека овде денот поминал мирно и дека има една мирна демократска атмосфера на денешните избори. Практично од самото стартување на гласањето до овој момент немало никаков инцидент. Таква беше сликата и во останатиот дел од скопските општини, оние кои ние ги посетивме, екипата на Канал 5 од самиот старт на гласањето беше во повеќе скопски општини, каде што имавме можност да поразговараме и со граѓаните, со дел од гласачите кои што порачаат дека оној кој што ќе усвои довербата на граѓаните ќе треба да работи честно, транспарентно и да најде долгорочни решенија за оние горлеви проблеми со кои што се соочуваат скопјани низ речиси сите скопски општини, како проблемите со јавниот превоз, со ѓубрето, со чистотата, со воздухот, па тука предлагам да ги слушнеме граѓаните. За наредниот градоначалник што треба да биде искрен, треба да биде способен, треба да ги гледа потребите на граѓаните, како се живее во самата територија. Не фаворизираме никој, но се надеваме дека на нешто подобро. Очекуваме нешто најдобро од него, па да видиме што ќе биде. Да засука рукавите, да пушти повише автобуси, да купат нови автобуси, ако треба, нека ни одбијат некој денар и да се исчисти бебатка. Нема ѓубре, врие, срамота. Приоритет сите носечки проблеми што се да не ги повторувам. Чистотата на градов, на воздухот и така натаму. Саобраќајот, најголем проблем. Кучињата по околу зградите, скитници. Прво да го исчистат, фасадите да ги поправат, да имаме добар јавен сообраќај. Очекувам прво да исчистат, па после да направат се во интерес на граѓаните. Од сите очекувам најдобро. Така, Чаир е практично една од општините со најмногу излезаност на овие избори, на овој круг од локалните избори. Според последните податоци од Државната изборна комисија, односно од оној последен пресек, 45% од гласачите излегле и го оствариле своето право на глас. За подсетување, гласањето трае до 19 часот. Сите оние кои ќе се најдат во 19 часот на гласачките места ќе имаат можност да го остварат своето право на глас, пошто гласачките кутии се затвараат, започнува броењето, во кое што ќе бидат вклучени лицата кои што гласаа вчера, а тоа се затворениците од казнено поправните домови и старите изнамоштени лица од домовите. Тоа би било за сега се од овде студио. Ти благодарам, Маја Стојановска беше тоа од едно избирачко место во општина Чаир.